Доцна синоќа собранието ги избра новите министри во рамке на реконструкцијата на владата предложена од премиерот Христијан Мицкоски. За нов министер за правда е избран Јетон Шасивари, член на Вреди. За нов министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Борче Серафимовски од движењето Знам. За нов министер за односи меѓу заедниците Агон Ферати од Вреди. За нов министер за здравство Сашо Клековски од ВМРО ДПМНЕ. За нов министер за туризам и култура Седат Сулејмани од Вреди. За нов министер за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски од ВМРО ДПМНЕ. За нов министер за локална самоуправа Иван Стојковиќ од Демократската партија на Србите на Македонија, а за нов министер без ресор Ерџа Демир од ВМРО ДПМНЕ. Непосредно пред гласањето Мицкоски потенцираше: Среќен сум што го имам ова парламентарно мнозинство кое што досега испорача многу реформски закони кои што впрочем и еврокомесарката Марта Коспри, незината последна посета овде кај нас, го кажа на отворена сцена. Дури и мислам дека тоа беше една изјава во која што многумина беа изненадени негативно за нив, а позитивно за граѓаните и за државата. И мислам дека и како парламентарно мнозинство и како состав на влада можеме да направиме многу работи заеднички во периодот кој што следи. За опозицијскиот лидер Венко Филипче, реконструкцијата е направена поради севкупната лоша состојба во државата. Стагнира економијата, опаѓа животниот стандард, цените растат, сега имаме ново покачување на цените на горивата. Ова ќе донесе дополнително активирање на спиралата на поскапување на секаде. Видовме дека владата изминатиот период не се справи со ова, ниту пак направи некој чекор да се обиде да го спречи растот на цените. Европскиот пат е блокиран, очигледно многу добро смислено, многу одавна, не сега. Едноставно немаат одговор на ниту едно суштинско прашање. Сите министри беа избрани со 69 гласа за, без ниту еден воздржан и против. Договор за изборниот законник меѓу партиите се уште нема, а тие продолжуваат со аргументирање на своите ставови. Денес лидерот на СДСМ Венко Филипче изјави дека тие имаат принципиелни и од експерти поддржани забелешки. Изборниот закон е нешто за што ние имаме многу принципиелен став и принципиелни од експерти поддржани забелешки за предлогот кој што го нуди власта. Доколку се придржува само до предлозите кои што треба да се имплементираат, сугестиите од ОПСИ и ОДХР, немаше проблем. Ке го поддржавме тој закон. И тоа е се што бараме. Да не се обидуваат да воведат механизам со кој што изборите ќе се изманипулираат. Ете тоа го бараме од оваа власт. За ВМРО ДПМНЕ, СДС, Левица и ДУИ прават политички театар и го блокираат процесот за измените во изборниот законник. Политичкиот театар на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ не поминува. Се докажа дека немаат никаква намера да се договорат за нов изборен законник. Коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ го покажа вистинското лице пред граѓаните кога станува збор за нов изборен законник. Едните демек повикаа опозицијата да седне и да разговара, а другите демек не ја прифатија понудата. Ова е само провидна игра на опозицијата со која единствената цел е да не се олесни гласањето на диаспората и да не се донесе нов изборен законник. Евроамбасадорот Михалис Рокас денеска изрази оптимизам дека до утрешниот краен продолжен рок политичките партии во парламентот ќе постигнат консензус и ќе ги донесат измените во изборниот законник, а со тоа за Македонија ќе бидат достапни најавените 4,2 милиони евра од Европската унија. We really do hope that there is Јас навистина се надевам дека тој консенсус помеѓу политичките партии ќе се постигне, имајќи определена информација дека политичките партии, всушност нивните координатори се сретнуваат на дневна основа, така да навистина се надевам дека и овој чекор од реконската агенда, тоест измените на изборниот законник ќе можат да се постигнат, затоа што се работи за 4,2 милиони евра кои што би били искористени како во бенефит или во корист на граѓаните на оваа земја.
Втората пратка на американски оклопни борбени возила Страйкер пристигна во Република Македонија во рамки на процесот за модернизација и опремување на армијата со современи средства и опрема. Испораката е дел од договорот со Соединетите Американски држави за набавка на оклопните возила, кои представуваат еден од најзначајните проекти за модернизација на македонските одбранбени капацитети. Страйкерите ќе придонесат за зголемување на мобилноста, заштитата и оперативната способност на армијата, согласно НАТО стандарди. Пред неколку недели за сработеното во двигодишниот мандат на пресконференција дека денеска ќе пристигне и втората пратка на Страйкер, информираше македонскиот министер за одбрана Владо Мисајловски. При тоа потенцирајќи дека ќе се заокружи целиот процес на договорот со САД, вреден речиси 339 милиони евра. Државниот инспекторат за транспорт доби 18 нови специјализирани возила, донација од Европската унија, со кои ќе се зајакне инспекцискиот надзор низ целата држава. Вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски истакна дека новите возила ќе овозможат подобра контрола на товарниот и патничкиот сообраќај, вклучително и проверка на прекумерна тежина кај камионите, превоз на опасни материи и безбедноста на автобускиот превоз. Со овие 16 специјално опремени патнички моторни возила и 2 специјално опремени патнички моторни возила за следење, како и едно специјално адаптирано комбе кое што ќе треба да е како контролен центар за овие 18 возила, целосно ќе може инспекторатот да заврши својата работа, што ќе значи повеќе безбедност на патиштата, ќе значи побрз и поефикасен инспекцијски надзор, ќе значи заштита на патиштата, имајќи предвид дека ќе се контролира зголемената и прекумерна тежина на камионите, ќе се контролира превозот на опасни стоки, со цел да не се случуваат несреќи на патиштата, ќе се контролираат автобусите со цел да ги исполнуваат сите стандарди кои што се потребни за превоз на патници, како и комби возилата, и на тој начин далеку поголема безбедност имаме, но и поефикасен сообраќај. Судскиот совет на денешната седница избра 6 нови судии во апелациониот суд Штип. За судија во апелациониот суд Штип е избран и поранешниот председател на судскиот совет Сашко Ѓоргиев. Во граѓанската област се избрани Маја Џорлева, Александар Цацков и Мери Гичева, а во кривичната Цона Каламерникова и Јулијана Неткова. За судека во Вишиот управен суд е избрана Едита Насковска, досегашен судија во управниот суд. Судскиот совет усвои записник од претходната седница, додека одлучувањето за надоместоците на судиите беше одложено за следната седница. Бугарија се повлекува од коалицијата на земји кои даваат подршка на Украина во одбрана од руската агресија, објави председателот Румен Радев. Со овој потек Бугарија дополнително се дистанцира од мнозинството членки на Европската унија кои ја подржуваат Украина. Радев постојано ги отфрла обвинувањата дека зазема проруски став во војната. Тој нагласува дека се залага за прагматични односи со Кремљ. Тој уште минатата година изјави дека Европската унија нема своја визија за крај на војната во Украина, нагласувајќи ја неможноста на Европа да издействува дипломатски мир во Украина, туку уништувањето на земјата продолжува со уште поголем број жртви. Европската комесарка за проширување Марта Кос изјави дека Европската унија денес одржува 4 меѓувладени конференции за пристапување, сите во еден ден, што е прв ваков случај по повеќе од 2 децении. На платформата X Кос го нарече овој ден супер вторник за проширување на Европската унија, наведувајќи дека 4 клучни кандидати за членство Украина, Молдавија, Албанија и Црна Гора остваруваат значителен напредок во процесот на пристапување кон унијата. Српските власти воведоа итни мерки за справување со африканската свинска треска, откако заразата се прошири во повеќе делови од земјата. Според официјалните информации, инфекцијата досега е регистрирана во 18 општини, а како дел од мерките за контрола на заразата биле еутанизирани повеќе од 11.500 свињи. Иако свинската треска не представува опасност за луѓето и не се пренесува на човекот, ќе следуваат построги казни за сите кои нема да ги почитуваат пропишаните мерки или ќе придонесат за ширење на инфекцијата. Од почетокот на годината, според податоците на надлежните институции, околу 2500 свињи угинале или биле еутанизирани поради болеста и превентивните активности. Од денес стапуваат во сила новите построги правила за управување со електрични тротинети, согласно законските измени и дополнувања.
Измените носат значително построги услови за користење на лесните електрични возила, со цел зголемување на безбедноста на возачите и другите учесници во сообраќајот. Нив во собранието ги иницираше пратеникот Никола Мицевски од ВМРО ДПМНЕ, но раце за нив кренаа сите пратеници. Минималната возраст за управување со електричен тротинет е зголемена од досегашните 14 на 18 години. На велосипедска патека или велосипедска лента максималната дозволена брзина е 20 км на час, додека на тротоари, пешечки патеки и мешани патеки за пешаци и велосипедисти останува ограничувањето од 6 км на час. При преминување на коловоз или на обележан пешачки премин, доколку нема велосипедска лента или патека, возачите на електрични тротинети, велосипеди, велосипеди со помошен мотор и мопеди се должни да слезат и да го туркаат возилото. Со новите правила е забрането превезување друго лице на електричен тротинет. Освен возачот, ќе биде казнето и лицето кое се превезува. Заштитниот шлем останува задолжителен за сите возачи на лесни електрични возила и понатаму останува врската за носење рефлектирачки елек од првиот самрак до целосно разденување, како и во услови на намалена видливост. За одредени прекршоци покрај паричните казни за возачите, односно за родителите или старателите, кога прекршок ќе стори дете, се предвидува и привремено одземање на електричниот тротинет во трајање од 30 дена. Новите законски измени и дополнувања доаѓаат по серијата тешки повреди и смртни случаи на деца, но и полнолетни кои управувале со тротинет, поради што собранието итно ги изгласа построгите правила. Освен на ова, законодавецот смета и на зголемена одговорност на оние кои управуваат со тротинети, но и на нивните родители. Денеска нешто по 11 часот избувна пожар во ромското мало, кој зафати сува трева и расфрлани предмети, пластика и слично. Огнот се прошири помеѓу куќите со закана да се запалат истите и да предизвикаат поголема материјална штета. Во гаснењето на огнената стихија, покрај пожарникари од територијалната противпожарна единица, учествуваше и местно население, кое со кофи и со црева со вода од чешмите спречува ширење и зафаќање на кукните и помошните простории. Овдешните жители се жалат дека било многу ризично и опасно и дека одвај се спаселе од огнот, засилен од умерен ветер. Опасно беше, многу опасно беше. И без вода нема претисок тука, не би претисок, нема ништо. 5 куќи, 3 са тука, запалени, не се изгореле, ама их изгора. Спасија ги луѓето за малку. Спасиме ги, да. Вела дека територијалната противпожарна единица требало да биде подобро опремена за поефикасно да се справува со вакви и слични ситуации. Луѓето дојдеа, ама нема доволно црева од пожарникарите, не може да интервенират. Сака да помогнат, ама не може. Не се опремени. Нема човеците опрема добра. Додека ги снимивме овие инсерти, пожарникарите се уште го гаснеа пожарот, кој за среќа беше локализиран и не предизвика потешки последици. Среќна околност е што овој дел е испресечен со неасфалтирани патчиња кои представуваат заштитен појас, огнот да не се прошири кон поширокото обкружување. Најмногу за 48 часа ќе се знае дали водата од водоводот во Зрновци е исправна и безбедна за употреба. Веднаш беа консултирани и стручните служби од Центарот за јавно здравје да во текот на денешниот ден дополнително дојдат и да земат нови анализи за да ја видиме составот на водата. Во меѓувреме водата во системот е подложена на хиперхлорирање. Од страна на вработените во комуналното јавно претпријатие веднаш се преземаа мерки, се изврши хиперхлорирање и чистење на водоводната мрежа. Причината за ваквата состојба е големото присуство на калиум манган. Во текот на вчерашниот дел од Центарот за јавно здравје се доби анализи кои за жал покажаа зголемување на параметри, тоа зголемени количини на присуство на калиум манган во водата, која што не одговара на како вода за пиење. Се до добивањето на резултатите од Центарот за јавно здравје, жителите од општината не смеат да употребуваат водата ниту за пиење, ниту за подготовка на храна. Може да се користи само како техничка. Се до земање на новите мостри и до добивање на нови резултати, препорака е да водата во општина Зрновци се користи како техничка вода. Поради технички интервенции утре и задутре делови од Штип периодично ќе бидат без струја, известуваат од ЕВН.
Утре, среда 15 јули, од 6 часот и 30 минути до 9 часот, прекинки има на дел од улиците Тодор Коларов, Страшо Пинџур и генерал Михајло Апостолски, зграда Пролет. Од 9 до 11 часот без струја ќе остане централното градско подрачје, градскиот плоштад и делови од улиците Борис Кидрич, Маршал Тито и Кузман Јосифовски. Известуваат од Евана. Во четврток на 16 јули, Евана исто така планира интервенции и тоа на следните локации. Од 8 до 11 часот прекинки има на улиците Вера Церивири, 19-та бригада, Стојан Рибата, Христијан Тодоровски Карпош и Славчо Стојменски во Штип. Стои во објавата на Евана. Денес, поради истите причини, во еден период струја немаат десетина улици од централното градско подрачје. Од утре предстојат температури кои ќе бидат значително повисоки од сегашните и кои би можеле да бидат ризични. Во повеќе делови од државата се очекуваат високи 38 степени, кои ќе се задржат во наредните денови. Температурите ќе растат помалку, во петок, сабота и недела ќе бидат од 32 степени па нагоре. Во моментов анализите што ги направивме велат дека ќе стигнат до 39 степени. Во петок до 38. Ќе има благо заладување во понеделник, кога максималната температура ќе се движи во интервал од 28 до 37 степени. Каков е нагласокот за источниот регион и Штип во наредните денови? Ќе дува северен, северозападен ветер, повремено засилен, меѓутоа ќе биде сончево, со услови за нестабилност во попладневните часови. Во сабота, во петок, сабота и недела, во моментов индикаторите велат дека нема да врне во тој дел. Кога може да очекуваме временска промена и во кој формат? Високите температури ќе продолжат овој период на нестабилно време, каде што можна е невремен со дожд, врнежи и грмежи во попладневните часови. Меѓутоа има и периоди кога е стабилно и топло без услови за дожд. Овој период ќе биде топло, па како ќе имаме информации во иднина доколку има намалување, ќе информираме. Ќе има мало намалување во понеделник, но се уште ќе бидат високи температурите, како што се во лет. Букет озголно од Турција стана светска инспирација откако осмисли необичен начин да им го разубави животот на кучињата со инвалидитет. Во близина на Анкара, таа секојдневно ги носи на прошетка во импровизиран воз составен од шарени вагони закачени за мало возило, овозможувајќи им да уживаат во свеж воздух и природа. Во незиното засолниште живеат околу 560 спасени кучиња, од кои повеќе од 300 имаат трајни физички попречености. Освен што им обезбедува дом, ветеринарна грижа и помага за движење, таа сакала да им подари нешто што не може да се купи. Чувство на слобода и радост, импровизираните вагони направени од пластични бурења, веќе станаа препознатлив символ во околината. Локалните жители редовно застануваат за да ги поздрават четириножните патници, а снимките од нивните прошетки станаа вирални и освоија милиони луѓе ширум светот. Утре времето сончево и тивко, температурите до 34 степен, ветрот ќе дува со брзина од 8 км на час, влажноста на воздухот ќе изнесува 27%, температурите по градови се следните. Штип, Карбинци, Пробиштип, како и Чешиново, Облешево со 34 степени, Кочани 33, температурата во Виница до 34 степен, во Македонска Каменица 32, Делчево 33, во Пехчево и Берово максимални 29 степени. Според православниот календар, утре е полагање на ризата на Пресвета Богородица во Влахернската црква во Цариград. Католиците се спомнуваат за Добриша.